Последните 10 години милиарди долари од кеш, акции, злато и недвижнини ќе се префрлат во биткоин, а неговата цена ќе полета на неколку милиони долари. И сега ќе ви објаснам како. Прво, да почнеме од темелите. Сигурно многу пати сте го сретнале терминот market cap или пазарна капитализација. Тоа е вкупната вредност на сите биткоини во оптек, односно моменталната цена на еден биткоин помножено со вкупниот број на биткоини. А истото важи за било која акција или инвестициско средство. Па да видиме каде се наоѓа биткоин денес на листата од највредни инвестициски средства во светот. Цената на биткоин денес е 113.000 долари, има 19,9 милиони биткоини во оптек и кога ќе ги помножиме двете, добиваме моментална пазарна капитализација на биткоинот од 2,25 трилиони долари. На листата гледате дека денес пред биткоин има само 6 гиганти со поголема пазарна капитализација. И тоа златото како најдоминантно, а другите се највредните и најголеми компании во светот како Nvidia, Microsoft, Google и Amazon. Важно е да се напомене дека на биткоин му треба само 15 години за да се искачи во топ 10, а замислете што би можело да се случи за уште 10 години од сега. Знам што мислите. Како овие средства растат? Кога се појавува нов тренд, капиталот се префрлал од едно средство во друго. Сетете се на iPhone кога стана атрактивен на пазарот. Сите сакаат да го имаат, корисниците почнаа да се префрлат од старите модели на мобилни телефони кон тачскрин моделот на iPhone, а цената на Apple полета. Така и со биткоин, кога луѓето ги фаќа еуфорија и страф од пропуштање на растот на биткоин, парите од старите класи течат кон него и ја пумпаат цената нагоре. А зошто капиталот се префрла од едно средство во друго? Тоа е нормално. Капиталот постојано се движел меѓу класи на средства во историјата. Например, кога Никсон го укинал златниот стандард во 1971, парите од долари се префрлиле кон злато. Цената од 35 долари по унца злато скокнала на 850 за само 10 години, а пазарната капитализација на златото од 40 милиарди пораснала на 1,2 трилиони. И тоа е играта. Кога ново средство ќе стане популарно, луѓето го следат. Па да одиме уште малку подлабоко. Уште еден термин што може ли би сте го сретнале е M2 Money Supply, односно M2 Money Supply. M2 ги представува сите лесно ликвидни средства во економијата. Тоа се кеш парите, штедните сметки, депозитите во банки и слично. Во светот моментално тоа се околу 120 трилиони кои ќе растат со новите испринтани пари во наредните години во амерички долари. Зошто е ова важно? Кога има премногу пари, тие бараат излез, односно каде да се вложат, а тоа најчесто се случува кога берзата и економијата ќе влезе во фаза на еуфорија. Тоа е моментот кога M2 се слева кон нови средства како акции, биткоин, крипто. Сега ќе направиме една пресметка колку средства би можеле да се префрлат во биткоин во наредните 10 години. Ќе иземе главните 6 категории на класи на средства и ќе направиме едно сценарио како би изгледало тоа низ бројки. Моменталната пазарна капитализација на депозити и слободни средства, односно M2 Money Supply, изнесува 120 трилиони долари. Не е дека сите пари ќе се вложат во биткоин, но за оваа проекција ќе земеме дека 30% кога биткоин ќе стане атрактивен ќе отидат таму. Односно тоа ќе бидат нови 36 трилиони додадени на пазарната капитализација на биткоин. Втори се акциите со 130 трилиони, од нив некои луѓе ќе излезат, односно 15% би отише кон биткоин со тоа што би се додале нови 20 трилиони. Од обврзниците 318 трилиони, 30% проектираме дека ќе отидат во биткоин. Од златото банкарите и финансиските аналитичари прогнозираат дека биткоин целосно ќе го преземе златото, но за овој пример ќе земеме само 30% како базично сценарио. Потоа доаѓаат недвижнините. Не е дека кога биткоин ќе стане мега популарен, дека луѓето ќе престанат да купуваат куќи и станови, но нормално е да се направи некоја транзиција од 15% од вкупниот 340 трилиони market cap спрема друго средство, во овој случај биткоин, што би додал нови 51 трилион. Потоа се уметничките и колекционерските предмети како слики, часовници, стари автомобили, артефакти, логично од таа класа да преминат 5%, што би додале 0,35 трилиони кон биткоин, односно со сите овие заедно вкупната проектирана вредност за да преминат кон биткоин би била околу 209 нови трилиони. Ако додадеме тоа на тековниот market cap од 2,25 трилиони на биткоин, новата пазарна капитализација би била нешто над 211 трилиони долари во 2035 година. Во 2035 би имало 20,5 милиони биткоини во оптек, иако ќе поделиме 211 трилиони пазарна капитализација со бројот на биткоини, ќе добиеме цена по биткоин од неверојатни 10,3 милиони амерички долари. Со market cap
од 211 трилиони во 2035 година и 20,5 милиони број на биткоини, базичната цена на биткоин би била неверојатни 10,3 милиони долари. А во оваа пресметка не е ни земен факторот еуфорија и побарувачка што дополнително би избустал цената на биткоин. Иако верувам во овој концепт на формирање на идна цена, сепак оваа пресметка е до информативен карактер и секој треба сам да си направи истражување пред да инвестира. Па што мислите? Дали оваа цена на биткоин е возможна во иднина? И доколку научи нешто, сподели го видео за да ја прошириме едукацијата во Македонија. А во наредната епизода ќе ви објаснам како можете безбедно да купите и да чувате биткоин. Се гледаме.